Секој изум има свој почеток, така и фотографијата. Историјата на фотографија се развива постепено. Тоа е директно поврзано со еволуцијата на фотографската опрема. Камери, леки, блицови. Фотографијата во денешно време е составен дел од животот на секој од нас. До таа мерка што просечна личност се среќава дури и со 5000 фотографии на ден. Голем дел од тие фотографии ги среќаваме во социјалните и печатени медиуми, кои што имаат за цел да ни информираат, а голем дел се дел од нашето секојдневие и ги чуваат личните моменти и сеќавања. Дел од фотографиите се средство за идентификација, тие знаат да не приближат до екзотични места на планетата, на Вселената, како и до микроскопските сцени внатре во човековото тело. Секако, тука се и портретната, модната, документарната, пејзажната, спортската, рекламната, архитектонската фотографија и уште многу други различни фотографски жанрови. На луѓето и уметниците од средината на 19 век, фотографијата им делувала дека е поспособна за буквално представување на секојдневието и светот, отколку сликарството. Затоа ја нарекувале огледало на сеќавањето. Подоцна, во почетокот на 20 век, веќе се дискутира дали фотографијата е реално представување на реалноста или е сепак рефлексија на субјективниот поглед на фотографот. Зборот фотографија доаѓа од двата грчки збора – фос, што значи светлина, и графос, пишување, цртање, што би значело пишување со светлина. Со развојот на оптиката и хемијата во првите декади на 19 век се појавува и фотографијата. Малку е и чудно зошто не се појавила многу порано, бидејќи овие два процеса одвоено биле познати, но дури кога биле искомбинирани во едно, фотографијата била откриена.